ние од оваа одредба не треба да бегаме. Ние оваа одредба повеќе од евидентно, повеќе од јасно е дека е направена од претходната влада за да има една таква ширина во чиј контекст на одредби може да бидат сместени многу од вршителите на јавни овластувања кои што би биле предмет на пресметување политичко. Недефинираност во овој член има и на тоа што е штета, недефинираност има и што е противправна имотна корист и има драконски висини на казните. Некако пратеници, ова проблематика не е да биде предлагана од пратеници, бидејќи има потреба од пообсежна, стручна, професионална, од фелата правосудна анализа и на основу на таквата анализа, на основу на компаративните уредувања на оваа проблематика како злоупотреба на службена положба и овластувања од европските држави, од соседните држави, каде што моите сознанија се дека најмалку е вака уредено ова прашање, воопштено, недефинирано, непрецизно, не сум да се не санкционира кривично и ова дело, но таму каде што има штета, треба да се дефинира која е таа штета. Дали е тоа имотна штета, дали е тоа противправна имотна корист, која што е директна или индиректна. Имаме ни случаи на сега кривични дела, каде што индиректната противправна корист се смета и за тоа ако, например, некој градел нешто и од тоа што градел индиректно имал корист дека на изборите ќе победел. Мислам, абсурдно, и за тоа ја користам расправата по ова точка, по овој предлог на измени на кривичниот закон, да во најскоро време, релативно, со овие предлози што ги дадов, овој член да не премолчуваме, да не се подготвува позади завеса, него да со една отвореност јавна, со вклученост на професионалната фела од правосудството и потенцирам со компаративните искуства од практикувањето на ова кривична проблематика да испаднеме и да не бегаме од ова точка и новинарите ги повикувам да не го користат ова за спектакли и за поименично напаѓање се однесувало за овој јавен функционер, за оној јавен функционер. Тоа поименично да се избегне како критериум, да се даде прилог и од медиумите за оваа работа да биде стварно во уреденост како што е потребата од уредување на ова кривично дело, за да не биде форма и да не биде еден отворен простор за политичко пресметување, која би била и во прилог на она што значи сега помирување во нашата држава.